Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Возлюбени браќа и сестри во Христа, денес стоиме пред светлиот празник Цветници, денот кога нашиот Спасител и Господ Исус Христос влегува во Ерусалим, градот на мирот, за да го започне својот пат кон крстот и воскресението. Ова е ден на радост, но и на длабока духовна подготовка. Денес, кога црквата не повикува да го отвориме нашето срце за царот на сите векови, во духот на православната традиција денес ќе размислуваме за значењето на овој празник, за смирението, влегувањето на Христос и за повикот што ни го упатува нам, верните. Кога Христос влегуваше во Ерусалим, Евангелието ни кажува дека народот го пречекал со врбови гранчиња и со извици: Осана на синот Давидов, благословен е оној што доаѓа во името Господово. Овој триумфален влез не бил обичен настан, туку исполнување на пророштвото на Захарија. Радувај се многу, ќерко Сионова, ете твојот цар доаѓа при тебе, праведен и спасител, кроток и јава на магаре. Но, што ни кажува ова за нашиот Господ? Архиепископот Елпидифор во една од своите беседи вели дека Христос доаѓа не како земен цар со војска и раскош, туку како цар на мирот, чие оружје е љубовта, а чија сила е смирението. Ова е првата поука за нас денес, дека вистинската величина не е во надмоќта, туку во кротоста и подготвеноста да се служи. Врбите што ги држиме во рацете денес не се само традиција. Тие се знак на почит кон Христа, но и символ на идната победа што тој ја носи преку своето воскресение. Во православната традиција, палмите или врбите се поврзани со откровението на светиот апостол Јован, каде светите стојат пред престолот Божи со палмови гранки во рацете. Ова ни покажува дека Цветници не е само спомен на минатото, туку и навестување на вечната слава што не чека. Но, за да стигнеме до таа слава, мораме да го согледаме Христовиот пат, патот на смирението и жртвата. Народот во Ерусалим го пречекал Христа со радост, но колку од нив навистина го разбрале неговото послание. Само неколку дена подоцна истите тие гласови што викале Осана се претвориле во распни го распни. Оваа променливост на човечкото срце е предупредување за нас. Како што вели Свети Јован Златоуст, еден од најголемите епископи и учители на нашата православна црква, верата не е само во зборовите, туку во делата. Не е само во надворешните гестови, туку во внатрешната преобразба. Затоа денес, кога ги носиме врбите во црквата, да се запрашаме дали нашите срца се подготвени да го примат Христа, дали сме спремни да го следиме до крај. Овој празник е повик за единство. Светиот апостол Павле не учи: ако еден член страда, сите страдаат заедно. Ако еден член е почестен, сите се радуваат заедно. Во своите беседи епископите често и свештениците често нагласуваат дека црквата е тело Христово, а ние сме нејзини членови. Во овие времиња на поделби предизвици, овој празник не подсетува дека сме повикани да бидеме едно во верата, во љубовта, во поддршката еден за друг. Христос влезе во Ерусалим не за да владее над нас, туку за да не обедини со Бога и меѓу себе. Нека ова мислене води денес да бидеме раце и нозе на неговата љубов во светот. Овој празник е почеток на Страстната седмица, време
кога црквата не повикува да го следиме Христа во неговото страдание. Во православната традиција цветници е истовремено ден на радост и на тага, како што вели една беседа од серијата Неделна беседа на Грчката православна архиепископија во Америка. Денес го славиме царот што доаѓа, но утре плачеме за неговото распнување. Оваа двојност не учи на рамнотежа, да не се занесуваме само со радост на моментот, туку да се подготвиме за подлабоко значење на неговата жртва. Преку учеството во светите служби и во светата Евхаристија, која епископите ја нарекуваат лек на безсмртноста, ние се соединуваме со Христа и добиваме сила да ги носиме нашите лични крстови. Зошто Христос влезе во Ерусалим на магаре? Ова не е случајност. Магарето е символ на кроткост и смирение, спротивно на коњите што ги користеле војсководците. Тој дојде да го очисти храмот од оние што ги претвориле во разбойничка пештера, но и да ги очисти нашите души од гревот. Во една од своите беседи, архиепископот Елпидифор повикува: како што Христос го очисти храмот, така и ние мораме да ги очистиме нашите срца од гордост и себичност. Ова е нашата задача на цветници, да го подготвиме нашиот внатрешен храм за неговиот влез. Децата во Ерусалим пееле и го славеле Христа, а нивната чистота е пример за нас. Од устата на децата и доенчињата ти си приготвил пофалба, вели светиот пророк Давид во псалмите. Нека и нашите срца бидат чисти и едноставни, способни да го препознаат Христа и да му пеат осана, не само со зборови, туку со животот исполнет со добри дела. На крајот да размислиме што значи овој празник за нас лично, дали е само убав обичај со врби и цвеќиња или пак повик за преобразба. Христос денес влегува не само во Ерусалим, туку и во нашите животи. Нека овој празник биде почеток на нашето духовно патување кон воскресението. Нека не просветли неговата светлина и не укрепи неговата благодат, за да можеме достоинствено да го дочекаме неговиот крст, неговото страдање и неговото славно воскресение. За да го завршиме овој збор со литургиска убавина, еве еден традиционален апостихос за овој празник. Дојди Христе, цару на сите, на магаре јаваш смирено, а небесата ти пеат слава. Со врбите пречекуваме, со срца те молиме. Спаси ме, Спасителу наш, и доведи не во Твоето вечно царство. Осана во висините. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.